Гостин во студиото на телевизија Нова е политичкиот аналитичар и поранешен јавен обвинител Сотир Костов. Добро вечер и добри дојдовте во вестите на телевизија Нова. Добро вечер и добро најнов. Последната одлука на СЈО за повлекување на случајот Пуч предизвика многу реакции. Кое е вашето мислење? Дали е одлуката политичка или правна? Па видите, лично мислам и дури сум уведен дека ова е правен и јавно обвинителски скандал, дури срам за македонското право, поточно за кривичното право, за јавно обвинителската функција, а секако од тој скандал произлегуваат и политички импликации. Лично мислам дека на најдрзок, безобразен и срамен начин, со соопштение од неколку реда, ни соопштија специјалното јавно обвинителство, на чие чело стои Катица Јаневска, ни соопштија дека се откажуваат од понатамошното гонење на Зоран Заев и Зоран Верушевски за кривични дела, меѓу другото и кривични дела против државата. Сега веднаш прашувам, каде се тука театралните пресконференции кога ја ништеа презумцијата на невиност, кога објавуваа битие на кривични дела и така натаму. Мислам, најмалку што требаше да направат е да излезат со една пресконференција и да ги објават, а потоа и образложат причините зошто тоа го направиле. Лично мислам дека тоа не смееја да го направат, бидејќи она како што пишуват, гледам правна и јавно обвинителска неписменост, отсуство на стручен капацитет и немање на професионален интегритет. Еве ќе го подкрепам тоа со неколку факти. Јавни обвинители, специјални, имекс префикс на специјални, зборуваат за фактичка состојба во обвинителниот акт. Во обвинителниот акт не постои фактичка состојба. Меѓу другото, обвинителниот акт може да предложи, тоест обврзан е, меѓу другото, да предложи судот да утврди фактичка состојба врз база на сите предложени обезбедени, предложени и утврдени докази. Значи, тоа не држи. Вториот елемент. Вели, доказите, значи, во спротивност, ова фактичка состојба, реална, била со доказите со кои поседува обвинителството и наодите во други два кривично-правни предмети, таргет и тврдина, мислам. Сега ајде за првото. Како тоа јавното обвинителство, специјалното јавното обвинителство, немало докази, а поднело обвинение. Сакат со тоа на адреса на државното јавно обвинителство да кажат дека тие без докази поднеле, бидејќи нели тие го презедува предметот од државното јавно обвинителство, дека тие немале докази, факти и аргументи, па само да подсетам јавноста. Имавме една електронска комуникација помеѓу Верушевски и некои други соизвршители на кривични дела за кои се теретат и спомнување на граѓанска војна во Македонија, значи повикување на граѓанска војна во Македонија, крв низ улиците, украинско сценарио дека ќе предизвикат, спомнување на чадорот, тоа е толку криен тој чадор, тоа се странските елементи што им мислат лошо на државата и некој го занемарува тоа. Тоа се директни докази, оригинални докази кои не треба нешто посебно да се докажуваат. Ајде сега да ги видиме наводите во други два кривично-правни предмети. Едно да знаете, во кривично-правната материја, во кривичното право, нема генерализирање на предмети, на кривични предмети, на кривични дела и на сторители. Секое кривично дело е посебно и така е предвидено во кривичниот законник. Секој сторител е посебен и во специјални или во единствени услови ги извршува кривичните дела. Не може некој да се повикува на спротивност на фактичката состојба во обвинението со наодите од предмети кои се во почетна фаза. Не се ниту во судот земени на обработка како што треба, да уште мислам, не сум сигурен, се во судија на претходна постапка и врз база на некои си сознанија или поточно индиции. Индициите се со најмала правна важност во кривичното право. Имаме факти, аргументи, докази, а индициите се индиректни докази на кои можеш да се повикаш само ако сакаш да ги зајакнеш директните докази. А рековме, директните докази за Верушевски се тие, а додека пак за Заев се неговото уценување на премиерот, зашто има ПИМ мерки, значи според законот е постапено, и заштото и точно кажува дека овие сознанија, бомби, така наречени, ги зело странски служби. Ви се молам, како тоа може лидер на
партија, на опозиција, да контактира со странски служби. Тоа ајде да е некој странски државен елемент, политичари, премиери, председатели можам да разберам, но со странски разузнавачки служби, па ни случајно тоа не може да се случи. Така да. Мене ми се чини, како Заев контактирал со странските служби, јас лично така мислам, сега зашто се работи, веројатно ќе ме прашате следно прашање. Ја мислам, не станува збор за незнаење. Дека има нестручност и непрофесионалност има. Мислам станува збор за субјективност, мислам станува збор за поврзаност на катица со странски елементи, отворено ќе го кажам ова, да се сетиме на нейното сликање во Белград со амбасадорите, нейното сликање по амбасадите и лично мислам дека е извршен притисок на катици на низиниот тим да го ослободи Заев, тоест да му ги исчисте валканите раци, но не гледа дека се што чистат од валканите раци се лепи на образот и таков човек да ни го представат како една барбика кукла кој треба да ни биде идниот мандатар, доколку сегашниот мандатар Никола Груевски не состави влада и да ни биде еден премиер. Епа ви се молам, еднаш аболициран, помилуван од Бранко Црвенковски. Втор пат откажано кривично гоење да нагласам кривични дела против државата Република Македонија и тој човек сега треба да ни биде мандатар и премиер. Не, мислам, граѓаните се свесни што се случува, не сум за некои немири и протести, но организирање. Ја дури се мислам да поведам една иницијатива да се преиспита действувањето на Катица и незиниот тим, дали е во согласност со законот, дали немаме тука злоупотреба на службена должност, а тоа може да го направи судскиот совет и мислам дека треба да се јави државното јавно обвинителство, дури и да ја отворат предмет, бидејќи со тој предмет влеговме во политичка и правна криза. И сега некој пак ја продолжува кризата, не сака да ја реши, не сака да ја внеси во судот. А таа велеше, едва чекам да дојдам во судот. Не, таа бега од судот, таа се плажи од судот, бидејќи лично мислам она не го знае новото кривично законодавство, дека не е инквизиторно. Новото кривично законодавство ја има акузаторното начело на преден план, каде што имаме истражнаден принцип и контрадикторност. Тоа се става пред судот и судот е единствен орган кој може да одреди вредност и валидност на факти, аргументи и докази, дали има кривично дело. Обвинителот во никој случај, пошто ако е обвинителот, тогаш не треба судови. Секој одлучува обвинителот. А токму затоа постојат судовите да ја направат таа оценка во фазата, најпрвина фаза на предлагање, па анализирање и на крајот кога ќе дојде до анализирање доказите, судот проценува врз база на аргументи, на контраргументи, факта, контрафакти, докази, контрадокази, дали конкретно Сотир Костов е сторител на кривично дело, на тоа и тоа кривично дело. Катица го спречи тоа, на најбезобразен начин. Така сакам да ве прашам, дали на овој начин се деградира работата на сите оние истражители, обвинители кои што работеле на овој случај или можеби имало некои пропусти, ако имало пропусти, зашто судот го прифатил обвинението? Видите вака, ово е целосно деградација на фелата, на кривично-правната фела. Не можам да кажам дека сите работи се извршени идеално. Не можам тоа да го кажам. Веројатно имало пропусти. Но видете, јавноста виде дека има докази. Значи, тоа е несоборливи се. Како да ви објаснам? Има работи, значи, кои треба да се докажуваат, има работи кои се очебини. И затоа фактите, иако немаме строга поделба на фактите, ама фактите се делат на ноторни факти, непобитни факти и очебини факти. Тие дури и не се докажуваат. А тоа е исказот на Заев, тоа е комуникацијата, да не се повторувам, на Верушевски, и тоа е намерата што сака да се направи. Украинско сценарио, граѓанска војна, а ваму врвен политичар, лидер на партија, поврзан со странски служби. И да има пропусти. Што правеше година и кусур месеци обвинителката со својот тим? Па таа за овој период и нешто да било недобро срочено требало да го срочи, бидејќи таа е бранител на државата во кривично-правната сфера. Таа треба да обвинува, а во случајот, знаете што? Таа не е обвинител, најмалку специјален, таа е адвокат на Зоран Заев, или би рекол адвокат на ѓаволот. Денеска од ВМРО ДПМН испратија своевидно предупредување, ќе го цитирам Ѓорчев, кој што рече никој во СЕО да не помисли да сокрие или уништи докази во случајот Пуч.
Има ли опасност од такво нешто и дали можеби во иднина во други околности мислите дека може да се отвори повторно овој случај? Не може да се. Ја не сакам сега во политички контекст да влегувам, но вака јас тоа малку ќе го извадам од политичкиот конгрес, иако добро предупредуваат тие. Видите вака, доказите ги обезбедуваше полицијата. Полицијата ги предржи на јавното обвинителство на надлежниот, ево во државното јавно обвинителство. Па Катица Јаневска кога ја избраа таа скина 3 пара кондори, одејќи на разни адреси да убеди дека таа има надлежност. Еве и ја дадоа таа надлежност. Зошто? За да во првата минута го ослободи Верушевски од притвор, а во второ полувреме или дури да речеме во прво полувреме ги ослободи од обвинение Зоран Заев, Верушевски и компанија? Не. Најмалку што требаше таа да направи е да влезе во судот и да обвинува и ако на главното рочиште, тоа е новата смисла на главното рочиште во кривично-правната материја, ако се оцени дека нема докази, таа тогаш може да се повлече. Ама тоа судот ќе го види со прашање. И видите, тука треба една голема умешност. Битно е поставување прашања на обвинет, на оштетен, на сведоци и на експерти. Таа ги вешто избегна нив, бидејќи тие ќе покажа дека постои битие на кривично дело извршено од Зоран Заев, од Зоран Верушевски и останатите сторители. Впрочем, ја најмалку се повикувам на веќе постоечката правосилна пресуда. Има човек кој призна дека го сторил делото, еден од многуте. Ја не се многу повикувам, бидејќи има душебризници ќе речат, тоа е наместена работа, договорена. Па чекај да ме прашам. Па ајде вие што ќе му понудите на Сотир Костов да призне дека сторил кривично дело, било кое кривично дело. Па не постои цена што ја можам да се согласам дека сум сторил кривично дело, ако не сум сторител на кривично дело. Лично мислам сега да ви одговорам на вториот дел од прашањето. Не треба да постои таква опасност и да се направи тоа, ќе биде откриено, а второ да, фелата е засрамена и фелата е понижена. Ви благодарам на гостувањето во вестите на телевизија. Благодарам, честа беше моја.